Селото Шивец е рисјанско село. Настанало така што селаните од Пашини грамади се спуштиле кон реката Црна поради вода, негде кон крајот на 18 век. Во основа селото има полјоделска функција. Атарот на селото е негде 8,5 км квадратни, обработлива почва, пасишта и ливади. Селото е поделено на горно и долно мало. Ајде да видиме што све друго има во селото Шивец. Мое село, село Шивец. Добро утро. Мое село, Горан Јанев, село Шивец. Горан, добар ден. Добар ден. Лозар од село Шивец, така? Да. Океј, што те натера да биде главна гранка кај тебе лозјето? Ами Старите наследно или? од старите многу малку наследено, сето ми е купено скоро. Така? Го купував додека одев на работа и за Обично се вели го купува додека има пари. да. Така? И Колку земја имаш? Колку лози имаш? па лози имам 5 хектари, а имам уште 1 хектар не садено. Не саден. Да. Добро, од старите колку имаш наследен? 1 хектар имам наследено земја, Другото ти? другото ми е купено, да. Така. Добро, мислиш во иднина да правиш винарија или како? Па имам план, арно, ама кај нас општината не дозволува да се граде, оти целото наше не е урбанизмот. Во село Шивец? Да, во село Шивец. Не е влезено? Не е влезено во урбанизмот и не сме име да градиме ништо. А некогаш било во урбанизам? Па не знам. Да, не се Не знае, знам, така? не знам. Добро, тоа не е нешто голем проблем. Да, селото е многу старо, така да сигурно мора да постоело нешто. Да, општината тоа. Сега за да градиш нешто не можеш и да сакаш не можеш. Да, доаѓа како дива град. Да, дива градба, а не може да ти влезе во и да плаќаш нешто што и да е за градежно, не можеш. Другите околни села околу Кавадарци сите се во катастар. Постоја, така? За нив не знам. Така? Да. Не, мислев дали е само село Шивец или има и други. Не знам за тоа да кажам за нив. Добро, не е битно. Да. Горан, освен, пази, во село Шивец вака велат, не само што да посадиш човек е никне. 2 сонца греат. Да, 2 сонца греат, и тоа го чув. Истина е? Ами така кажуват. Добро, богата почва. Да. Зошто да не? Се садат јагоди, се сади... Да, има овоштарство, има лозарство, има градинарство. Сите можни гранки има, така? Да, се успева тука. Вода има. Има вода, дури има и зијан од вода. Така, што има многу вода, така? Ами не, кај мене лозито е одма под каналот, така да водостопанство тиквеш како му е сега името, не го знам, стално го менјат и не го одржават каналот. Значи само со колата се извозат до канал, че видат што има, како има, ниту кастрат, ниту чистат, ниту фуги одржават и сето тече. Така. И сето поле под канала сето утопа. Така, Горан, за село Шивец велат и вака уште една има. Велат од 1 декар 3 тона грозија. А вика, пошто има вода, нели? А велат јас во 3 декара да насадам немам 3 тона, вика. Тоа било може некој пат 1 декар 3 тона. Така. А сега заради квалитетот што го барат винарите, сега е до 1500 кила. Добро, и тоа не е баш малку. Не, така. Не е малку, ама спрема трошковите што се дават за џубре, вода, заштита, нафта што се дават, оно нешто помага државата од субвенциите, ама не ги дава кога треба, на пример нафтата, а дава кога ќе се обере грозјето. Ај вака да те прашам, пошто сите ги зборат субвенции. Да. Да речеме еден ден да ги укинат субвенциите. Да. Што мислиш, луѓето нема да садат лози? Ке садат. Јас лично за мене ќе си го работам. Така е. И од утре да речат нема субвенции, ја ќе си го работам. И нека нема. Е, не така. Проблем. Луѓето си се задоени се овдека со. Да. Нели вика? А некои може и ќе го остават. Значи има некои трошок му е, големи се трошковите, а моментално јас имам голема површина купено, значи од мене е купено, не ми е од тате наследено, така да ја ќе си го работам. Да, еве, си се нашол и добар пример си, добар пример си. Да. Си имаш дече. А тие што му се наследени од родителите, сигурно може половина и ќе го остават. Ма добро, вели, како вели народната, ти го правеше ова куќа, ти ја правеше со твој, да, тешко ќе се пазари. Да, така? Да. Горан, доста, 5 хектари е доволно да се отвори една винарија, така? Да. Или тоа велат почеток е, така? Да, за Имаме почеток винари со многу повеќе. Не, за почеток е доволно, како не искусни,
како Си со намера да почетници. продолжиш со винарија Да, и така натаму. да. Зашто со години вели во Кавадарци никој сите го продаваа грозјето. Ами го продават, ама заради откупните цени, заради побарување на пазарот, еднаш викат црно сакаме, еднаш викат бело сакаме. Така. И сега ни останува нас голем број на количина на грози. Не знам дали знаеш, во Кавадарци имаме и здружение на лозари, на винари и така натаму. Винотек Кавадарци. Има доста членови. Не сум зашленет, не знам зошто не сум зашленет таму. Сакам сам да си... Не, сето тоа е во ред, Да. викаме не. Меѓутоа е добро да се познава, да се има една презентација, да се направат на доста места сите винари прават презентации, да си ги, како да речам, презентираат своите производи, така? Да, Ќе мораш и ти еден ден. да, еден ден ако почнам со таа да се занимавам со таа работа, значи морам да Ама сакаш, мерак. сакам, имаш. имам мерак, ама спрема условите моментално кај што се кај нас ќе биде малку тешко. Обично се вели грозито нема цена, нека нема него продам. Ќе си направам. Ќе си направам вино кога ќе испадне тоги. А сега на пример не можам да го направам, немам ни место, немам ни простор, треба да се изграде нешто, а тоа не го дозволуваат да се изграде. А тоа што ми останува јас у мали количини ако го направам, па не можам да го продавам. На пример, не сум како зачленет, како немам платено, не сум регистриран, значи тоа треба, значи не смееш да го носиш на црно. Треба на црно да го продаваш. Значи тоа не смее да се работи. За да биде се легално, мора да биде се кај што треба. Добро. И за тоа ќе треба, значи да се изграде нешто, да има простор, не се праве шо и да е, не се... Добро, Горан, ама не само ти. Ја верувам дека има и повеќе други такви луѓе како тебе што сакаат еден ден да прераснат, нели така? Да. Да отворат винари. Тука овој крај е богат со лозје и верувам дека ќе ги отворат, така ќе се регистрираат. Една ден, Тука да. треба и општината да ги отвори вратите, нели, во секој случај. Да. Горан, ти благодарам. Фала многу. Дај Боже да ти се остварат сите желби, да отвориш винарија и да направиш што повеќе хектари лозје, нели? Ви благодарам. Види поздрави. Фала многу. Мое село Шивец. Почитувани, освен земјоделие во село Шивец, имаме добар пример за пчелар, Блаже Петровски. Да, јас сум еден од селаните кои што се занимава со пчеларство, пошто сум во години и друга работа физичка не ми иде баш најдобро, али со пчелите може да се занимаваме. Добро, на 80 години, Блаже. Така е, на 80 години, тоа е пензионерска работа и колку што можам ги одржавам, се прашувам по познати пчелари да ми кажат нешто, да ми упатат нешто и така натаму. И ако знаеш за пчелата, сепак прашуваш. Сепак се е добродојдено, секој што ќе каже нешто ново го примам и го применувам. Велат, голема наука е пчелата. И те како доре. Исто како и виното во Кавадаре. Така е, и виното треба да знае да го прави некој, па да го гостираме после. Така е. Што би кажал за пчелите, Блаже? Ти имаш колку сандаци, кај ги чуваш? Да, моментално имам околу 15 пчелни семејства. Село Шивец, на друго Село место? Шивец, не, стационарно тука ги чувам. Зиме, лете, не сум од тие што одат по паша да ги пренесуваат пчелите и така натаму. Тука си произведувам јас колку за домашни производи, домашни потреби метче, од другите производи од пчелите што ги произведуваат, собирам полен и прополис. Прополис. Додека они произведуваат и млеч, ама досега не сум тоа го работел. Млеч, перга, после собираат и некои отров од пчелите, пошто тој е многу скапе, разбираш ли. Тие не ги знаеме работи, али овие обични работи може да се работат и ги знам тие. Тоа што не знаеме, а и тоа што знаеме. Блаже, сега е сезона на прополис, нели има цвет? Да, Цветот има цвет. Да, токму сега е сезона на собирање на прополис, кога цветат овошки, треви и така натаму, они собират тие. Тој е прополис што го носат на нозете.
одно полен на нозете што го носат. Да, и такво собирам. Имам две специјални кошници со нарочно направени, фабрички направени, да може да се собира тој полен. Так. А овие прополисот, тоа е едноставно мрежичка, разбираш, ја ставам од озгора и они ја прополизираат. Ама сепак пчелата го преработува, така? Сепак пчелата го преработува. Мајсторијата е на пчелата. Да, сето е неизмено. Ние ништо не работиме, само едноставно го земаме производот од неа. Она прво пасе, така? Така е. Поленот го носи. Поленот го носи на нозете, го складира во саќето, таму остојува некое време, а после тоа со тој полен они ги хранат малите пчели. Така. Така. Ние сегаш ние не му дозволуваме така толку кога има полен во природата. Користиме некој да земе до кило, да речеме, да му одземеме на пчелите. Тоа е минимална работа. Они таа ќе ја надокнадат во другите денови. Додека се има цвет и тревки што цветат, се собира полен. А прополисот подобро е така да се собира кога исто и него кога има цвет и така натаму, они не сакат некој простор да биде да му струе некаде воздух и така натаму, и затоа таа мрежата што ја поставувам јас, така, ја полен прополис ја полнат. Ја полна цела. Да, и тој прополис јас го, да речеме, ако соберам едно 300-400 грама, го растварам со 1 литар 99% алкохол. Добро. Да. И тој, да речеме, се применува за здравје, да речеме. Ја го користам на 5-6 капки на коска шеќер, да, прополис, така. Да, и се потреба како лек и така. Обично старите велат, ако имаш некоја раничка во устата, во длабината, капни прополис, 2 капки, швајца парат. Да, има и такви што продават со шишенца мали, како спрејче, они го прават, па може да се шприснеш и со тоа. И тоа е убаво, можеш и и да го ставиш не во вода, не се раствара, тоа да го знаат сите, него чисто онака да биде на нешто да го ставиш како некоја кекса или нешто друго така што може да се раствара и да си го едноставно изедеш. А за малите деца е препорачливо да биде, ако го ставаш да речеме на некоја кекса, да остои вечерта да испаре алкохолот. Така. Значи алкохолот, знаеме дека малце тој штетен кога се ваде од одна и се става и се јаде, затоа кога ќе испаре може да се консумира тој прополис. Така. Блаже, ти благодарам, да си жив и здрав. И дај Боже вака да се гледаме зарно зубово. Благодарам, чуте Господ, за убаво да биде и сегаш да се гледаме така. Дај Боже. Мое село, Ѓоко Арсов, село Шивец. Ѓоко, добар ден. Добар ден. Се наоѓаме пред манастирот Свети Спас. Свети Спас во село Шивец, Шивец, така? да. Ѓоко, што можеме да кажеме за овој манастир, од кога датира? Манастирот датира од 80 година. Од 80-та година Да, па навака. па навака, да. По сонето или како? По сонето. По сонето. По сонето. Добро, доаѓа доста луѓе. Па На ден Спасовден. Да, у последните 5-6 години имаме доста посетители, негде по 500-600 души народ имаме. Така? Да. Добро, баш кога е денот, нека е на помош. Нека е на помош. Обично кај нас се вели од Великден до Спасовден, Да. поздравоте, Христос се роди. На вистина се роди. На вистина се роди, нека ни е за многу години. За нова година нека биде. Што можеме да кажеме друго за гледачите на мое село? Па можеме да кажеме тука идат на манастирот лековито многу жени што немат родено млади, пород, се имат на Амане дено тука и од година на година имаме се повеќе посетители. се ува доста луѓе. Да, идат, не мора да е на Спасоден, идат през цела година. Добро, тука имаме стално отворено, има човек. Да, има човек, се најавува таму селото, иде со нив, ќе му отворе, си палат свечи и доста народ си има ама најдено. Така. Кој како доаѓа, секој со своја мака. Да. Што тука. Например, што прашање маката,
човек Така е. секаде оде. Човек е спремен на се. Да, Добро, ова се гради со години, така? со години, али последните 3-4 години немаше струја, доведиме струја, доведиме вода од лукар, Така. една насрещница уште една направиме, Добро, тука е баш Со- селото Шивец е близко. Колку Да. е далеко од Шивец? од Шивец 1 километар. 1 километар. Да. Така. Да. Донесено е вода, Вода, струја, сите услови ги имаме. уште малку само патот да се Уште подобри. патот, па белка ќе се јави некој донатор. Така. Не е многу, ни треба 3 тури тампон. Тие дупките малку да закрпат, тоа е. Така, да може да се дојде при. Да, иначе со кола се иде у секој момент. Добро, мора да ги пофалиме местното население. на село Местното Шивец население, да. и доста кога- добри. Кога се работи тука нешто, кога се бетонира, испаѓат луѓето, помагаат, собираме сите и доста имаме помош од општина Кавадарци. Општина Кавадарци. Да. Ѓоко, ти си староседелец од село Шивец, така? Јас живеам, у Шивец живеев 45 години. Че тука си роден во Да, село? у Шивец, да. Така. Да. Релативно млад човек си. Меѓутоа, можеш да ни кажеш за некојаш животот во село Шивец? Животот беше убав пред 45 години 50. Така? У школото, кога беше у функција, беме негде 40 ученика. Така. Од прво до четврто. Кој период можеме да го пофалиме село Шивец дека било најбогато со народ? Најбогато со народ од 18-та, па негде 88-89-та. Тука. Да. Ѓоко, ти си жене тука во Шивец или како? Јас Невестата ти е од Шивец или не, од Виничани. од Виничани? Да. Добро. Сакам да те прашам вака, у твое време, како било некогаш кога се правила веселба во селото? Па Свадби, види, крштевки? јас имам заверено како дете свадби кога се правеше у селото, тука се правеа од четврток до понеделник. Така. Бонгор, погача, сабота, недела, ние како деца чекаме да влеземе да ручеме, тогаш у тоа време овци се колеа. Така, се Тоа е беше пред свадбите, 50 години ти кажувам. Манџата со овче. Манџа овчки е, ние да се најадиш да си испадниш. Така е, така. Ама сега е у поново време се е по ресторанти. Ја у Шивец не памтам свадба да се направило многу одамна, не памтам, не знам. Имаше ли музичари некогаш во Шивец? Да свирал кларинет, хармоника и така натаму? Па и мало, јас не ги памтам. Тие се по стара генерација, не ги памтам. Не ги памти. А и мало 3-4 музиканти. Имало во тоа Да, време све. да, имало. да. И играњки се правело и се. Селото, ти кажувам, беше убаво од 80 до 88-89, пошто ваше го гледате поле, сето беше патлиџани, домати. Така, така. Имаше 3-4-5 пунтови. Што народ идеа од други места, зимаа нивија, садеа домати, Гледам, многу го збора тоа. производство имаше. Доматот беше на прво место, Ѓоко? Па можам да ти кажам, овие дел прво доматите втасвеа у вас. Како велиш ти, 4-5 пункта имало за Да, продажба? да, на домат? за домати. Зашто И вода денеска има? се носе вода, може ти кажам, ние сме први од теквишијата од канал. Да. Број 1 што оде надлу, А и црна ние сме први. А и црна е близко. И црна не е близко, али со вода немаме проблем. Така е, да. Вода имаме уште пред месец и пол. Ѓоко, можеме ли да кажеме вака за во иднина? Село Шивец има иднина, не? Па има како нема. Зошто нема? И денеска си убаво селото, само што помалце народ има. Па нема народ, кажав 50 души Така. народ. И од тие 50 нека има 20 се така помлади, други се пристари луѓе. Така, меѓутоа, Али од тие 50 сите имат у градот, кој куќе, кој стан, али екзистенција има тука. Луизиња, да кажеме дека ќе се праски, гледат и нови градби, така. има, се праве по нешто. Се Само што праве. велиш проблем е катастарот што треба да се. Па ете катастарот, не сум знае, ете дечкото ми спомна сега, али ќе побараме, ќе видиме. Добро, како и да, и тоа ќе се реши. Па мора да се реши. Нема зошто да не. Зошто да не? Ете имаме проблеми тука со опишувањето на манастирот, тие катастар. Така. Не е селото влезено у урбанистичкиот план и не може да го упишеме манастирот. И, идат попови, идат се на литургијата кога се одржува се, Да. али ни бара документ, имотен лист од манастирот Добро, за струја. парохиски потпаѓа под Велес. Да, и осветено е пред тоа колку години, од 80 година, Така. исто од Велес дојдоа, сето го осветија тоа. Се што треба. Се што треба се е поминато. Освен да се запише у катастар. Да, Ајде да веруваме дека и тоа ќе се. мислам дека ќе средиме. Ѓоко, ти благодарам. Благодарам и на вас.
Мое село, Анка Попова од село Шивец. Анка, добар ден. Добар ден. Редно беше да сретнеме во сред село едни Анка, така. Анка Шивечанка. Да, Анка, овде си родена во ова село? да. До 20 години тука живе во Шивец. Во Шивец? После се омажив во Кавадарци. Добро, овдека до 20 години. Како дете на училиште во Шивец одеш? До 4 во Шивец, до 8 во Дреново, во соседно село. Сте идела во Дреново, така? Да, а средно во Неготино завршив прехрана. Така? Да. Анка, додека идевте во Дреново, вела дека таму имало интернат за многу дечиња од околните села да можат да преспат. Да, од околните села, ама ние од Шивец и Возарци патувавме секој ден со Патувавте автобус. А со автобус имаше превоз? Да, имаше превоз. Ние одеме пешки од Шивец до Возарци. Добро, тука завршуваш 4-то, после до 8 До 8 во Дреново. во Дреново. Да. И после одиме Кавадарци, така? После Неготино. Неготино? Прехрана, да. Така, заврши прехрана. Да. Добро, сега вака, во ова ти е куќарчето тука во позадина. Да. Така, се решивте после толку години да се вратите во село? Па да, мојата генерација немаше многу работа, па решиме тука да се вратиме. Лозија да расправаме. Со лозија, така? Да. Ти си регистриран земјоделец, така? Да, регистрирана сум и плюс маџун правам. И за тоа Маџун? сум регистрирана. Па добро, да кажеме вака, земјата ти е од наследство од родителите или си купите? Повеќе купена ни е. Купена? Си ја купуваме со сопругот и си правиме лојзиња. Сопругот е од Шивец? Не, тој е од Кавадарци. Од Кавадарци? Да. Добро, значи вие сега живеете во Кавадарци или тука доаѓате и таму? Комбинира. Кај Пошто е имаме многу- работа тука, кај Пошто е немаме, многу блиско, така? кај немаме во Кавадарци. Колку земја обработуваш лози? 20 некој декар. 20 и некој декар, Да. не е баш многу. Па, за мене повеќе јас се работам. Си имате дечиња? Да, черка имам и син. Ви помагаат или тука се или како? А во Скопје се, таму студираа и таму работат. Како завршија со студиите и таму остана. На работа. Да, таму Добро, работат. Доаѓаат, патуваат И и така. си идат, качум се до сада од Скопје и за бербата идат помагат. Најповеќе треба тогаш аргати, Да, така? тоа ги треба помош. Тогаш треба повеќе помош, така? Да. Добро, од тие 20 декари, сте задоволни од берикето, да кажеме, во сезоната, во На година? кој убава годината, еве, сега нешто измрзна долу. Да? Има и таква работа во Шивеца? Има. Добро, ама Има велат тие вака. долниот дел таму, мен пола таму мело исто. Голем процент има Анка? фаната од мразот. Велат вака дека Шивец има водовод, има вода. Има. И За многу се вода, побогати лозијата према Шивец него кај што нема вода, да кажеме, во Кавадарци. кај убава годината дава убав род. Така? Немаш. Сакаш да кажеш ако има доста дош, има... Не е дошто туку да нема и вака мразеви, инку вода имаме ни стално. Знае до касно да фати мраз? Ами е сега на втори сабалито фана. Мраз фати. Да. Тоа ги ја направи белта. Сега е не васа белина пред два. И сакаш да кажеш целиот труд што е вложен за таа година останува? Ами че видиме сега. Че каже времето, натки че видиме. Па добро. Има голем процент оштетено. Добро, грозјето ќе си го соберете, имате пласман на грозје, го давате или го правите вино, ракија и така? Повеќе во Тиквеш го носиме, у Кавадарци, винарската визба Тиквеш. Освен што нешто ќе оставите за вас? Нешто оставаме за ракија и за вино. И за маџун, плюс тоа што го оставам. Со маџунот што, Анка? Маџунот нешто у Кавадарци, нешто у Скопје децата зимат и така. Така, има продажба, има побарувачка? Еми, тие Кога што како? тие што го правам се троше за таа Добро, година. овој крај сите скоро имаат маџун, така? Абе, не баш сите. Не баш? Не е баш лесна таа Има работа. историја, така? Има. Да? Има доста работа. Или не се кажува историјата, за да биде што подобро? Добро. Добро, така и за виното велат и за ракијата. Сепак имаме историја. Да, има некоја тајна таму. Така. Усе. Анка, освен лозарството, што друго се подработува, да речеме, со сопруг? Ништо. Тоа тие работи, он работи во Неготино, во Негомак, Така, машинеце. Уште малку пензија ќе биде. така. И ја нешто бавча за дома така. Градинарски култури Да, имате градинарски доста, култури за така. Тоа колку за вас или за продаж? за не, за нас. И за децата. И за децата нешто се Да, да. разбира. Анка, во секој случај ти благодарам. Анка Нема. Шивичанка. Нема на од село што. Шивец. Ти благодарам. Бидете поздравени. Фала, поздрав и до вас.
Мое село, драги пријатели, се наоѓаме во кругот на манастирот Свети Спас во село Шивец. Ѓоко, кажавме многу работи денеска. Остануваме кратки уште да кажеме дека празникот Спасовден Спасовден на 20 мај, среда навечер, така што ги покануваме сите верници, добронамерни луѓе да дојдат да не присуствуваат, посетат. да дојдат да не посетат. Има литургија вечерна, Така. после 8 саатот, така да кој милуе, кој сака, бујрум, поканете се Нека сите. ни е на помош. Да. Ило, ќе кажеме за црквата Свети Стефан во селото Шивец. Значи, црквата е многу одамна. Црквата постоеше и секогаш е била христијанска и една од посетени цркви. Значи, у неа се одржува и литургии, и се одржува и за жал и погреби, и сите работи. Ама црквата у последните неколку години, да не кажам можем 20 на години, е открадено камбаната или камбанеријата. Звоното. Ние, значи, се обратиме до локална самоуправа, значи, градоначалнико, со сетија негова широка, разбираш, можност, ни обеќа дека ќе ни донесе камбанери и ние очекуваме у секој момент да ни донесе и да се усеќаме село христијанско кој е празник. Така. И кога треба да се чукне нешто заарно. Сега, за жал, звоното чука и за лошо, али дај Боже само заарно. Само здравие. Само здравие, Сите добри. затоа што селото веќе е такво што очекува само арно. Еден апел до сите добронамерни луѓе за да помогнат околу реновирањето на црквата. Сите ги молеме кој колку може. Така. Сега, толку можеме ние, како одбор, како луѓе од селото, ние не сме многу богати за да можеме сами да го купиме тоа, затоа што е сепак, да кажеме, скапо. Да се надеваме. Али се надеваме дека и градоначалнико и локална самоуправа ќе ни излезат во сусрет за тоа што ни обеќаа у тој дол. Само здравие. Само здрави. Од Великден до Спасовден поздравот ни е Христос воскресна. Навистина воскресна! Христос воскресна. Навистина воскресна! Христос воскресна. Вајстина воскресна! Нека ни е за многу години и напомош да ни. Нека ни е на Бидеме помош. живи и здрави! Да бидеме живи и здрави. Останува уште да се заблагодариме на домакините за оваа софра денеска што ни ја припремија во манастирот Свети Спас. За кого ти цути дано лицето, по кого ти шара дано очите, за кого ја чуваш дано снагата. Таја рамна снага дано мермерна, за кого ја чуваш дано снагата. Твојата рамна снага дано мермерна, галено, галено дано кој ќе ја, твојта руса коса дано милува, срмено е лече дано раскопча. Твојто медно усте дано целива, срмено е лече дано раскопча. Твојто за усте дано целива. Ај на здравје, на помош, за многу години. За многу години. На здравје. Бидеме живи и здрави. Од здравје да не разделат. Почитувани, тука е и крајот на вториот дел. Голем поздрав од селото Шивец. До гледање. Поздрав, голем!